Нова е локацијата, стари се позициите на преговарачите од политичките партии во изнаоѓањето на решение за единственото отворено прашање кое што остана на маса, тоа е ингеренциите на министерот за внатрешни работи. Негде пред 15 часот започна средбата. Радмила Шекеренска, Никола Тодоров, Артан Груби и Мералиу се овде во резиденцијата на САД на Водно. Ги применив американскиот амбасадор во земјава Джез Бейли. Ќе успеат ли денеска да изнајдат решение за единственото отворено прашање и ингеренциите на министерот за внатрешни работи? Останува да се види од исходот на средбата. Неофицијално знаеме само дека сите представници на партиите остануваат на своите стари позиции во однос на ова прашање. Во однос на ингеренциите на министерот за внатрешни работи денеска изјава даде и министерот за здравство Никола Тодоров, кој што е еден од преговарачите. Тодоров вели дека се разговара за ингеренциите на министерот за внатрешни работи, но и за тоа до кога министрите од опозицијата ќе останат во владата која што ќе треба да се формира и која што ќе треба да ги спроведе изборите. Истото се однесува и на замениците министри. Тоа е едно од отворените прашања кое што останува отворено. Антонио Милошовски исто така од ВМРО ДПМН е запрашан денес околу преговорите во однос на датумот за одржување на изборите. Рече дека секој датум е прифатлив, кој што би бил соодветен и за опозицијската СДСМ. Единствена надлежност за оваа влада која што ќе се формира, вели Антонио Милошевски, е да ги спроведе само изборите. Ги имаме изјавите од Антонио Милошевски, од Никола Тодоров, можеме да ги погледнеме. Се разговара за ингеренции на министерот, но се разговара и за до кога овие министри кои што се предложени од опозицијата ќе бидат во владата. Да бидам искрен, најмногу се запна веројатно на второ. Не ми е јасно зашто. Она што гледам по медиумите дека се предлагало да остане министерот за внатрешни работи веднаш по завршување на изборите си оди. Она што ВМРО го предлага е нешто друго. Доколку СДСМ загуби на изборите, тогаш да си оди. Доколку победат на изборите, нема потреба да ја напушти функцијата. Со неприфаќањето од една страна на овој наш предлог, они директно, јасно, јавно признаваат пред граѓаните дека се свесни дека следните избори ќе ги загубат. Владата која што би се формирала според договорот од Пржино е влада која што има една основна надлежност, а тоа е да организира избори. Тоа не треба да биде влада која ќе менува проекти или луѓе или кадровски состав или какви да се други политики надвор од надлежностите на единственото важно прашање организирање и спроведување на фери демократски избори. И сметаме дека доколку сите страни се придржуваат кон тој договор, би можело лесно и да се постигне. Опозицијската СДСМ и понатаму остануваат на нивните ставови, односно тие бараат министерот за внатрешни работи да ги има истите ингеренции како и претходно. Тие денеска имаа соопштение, партиско соопштение во кое што се вели дека министерот за внатрешни работи мора да има полни ингеренции како и сите други министри согласно законот за влада и постигнатиот договор од Пржино. Неопходно е законот за внатрешни работи, законот за полиција да бидат вратени во правобитната состојба, се вели во краткото соопштение кое што денеска опозицијската СДСМ го достави во однос на нивните ставови околу преговорите и единственото отворено прашање ингеренциите на министерот за внатрешни работи за кое што се преговара во моментов.